Измамени граѓани, измамени акционери, обвинувања за голема криминална мрежа, офшор компании инкасираат милиони евра на грбот на македонските граѓани. Протести, тужби, пресуди, индиции дека државни органи и тела учествувале во падот на гигантот топлификација. Пред 2 недели, Одделот за сузбивање организиран криминал поднесе кривична пријава против 4 лица од Регулаторната комисија за енергетика, кои во 2012-та ги доделиле лиценците за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија на компаниите на БЕК, оштетувајќи ги граѓаните со над 6,5 милиони евра. Се работи за поранешниот председател на комисијата, 2 поранешни и 1 актуелен член на регулаторната. Според поднесената кривична пријава, осомничените ја злоупотребиле својата службена положба и ги прекршиле одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци. Но ова дело не е единственото кое е наведено во кривичната пријава. Осомничените ги пречекориле своите овластувања и со тоа што од 2013-та па се до 2017-та, спротивно на Правилникот за цени и системски услуги, носеле одлуки за регулиран максимален приход, надоместок за системски услуги и тарифен став, со што му овозможиле на БЕК да оствари приход поголем од дозволениот. Пред властите да излезат со конкретни чекори, акционерите во топлификација, во емисијата Правда и неправда, меѓу другото укажаа и на состојбата која ја предизвикале токму членовите на регулаторната. И практично трите фирми на БЕК, кога ги зимаат лиценците, немаат право на 1 денар профит да остварат во таа година, бидејќи немаат основни средства во тој бизнес. Штетата што се прави во 2012 од 4 милиони евра е И сега е оркестрирана за да се превземе топлификација. Значи, практично, еве сега ќе кажам и куриозитет, јас сум исконтактиран од адвокат кој што тврди дека е представник на русите, така се представува, кој што бара од мене да излезам на позната скопска телевизија, каде што у 2012 Сител ги отвара и ги затвара вестите со топлификација. Освен акционерите во топлификација кои поднесоа тужби против регулаторната, преку тужби се борат и оштетените граѓани кои ги има во огромен број. Тие со месеци протестираа и против одлуката исклучените да плаќаат парно. Прво осомничениот, односно поранешниот председател на регулаторната Димитар Петров, не одговори на нашите телефонски повици за да даде објаснување за оспоруваните одлуки кои повлекоа милионски штети. Објаснувањето пак што може да направи актуелниот состав со оглед на фактот дека една осомничена е дел од него, ќе го чека актуелниот председател Марко Бислимовски да се врати од службено патување.